За да се случат уставни измени, бараме прогрес и асиметрични околности, вели Мицковски, демантирајќи го оптимизмот на премиерот Димитар Ковачевски дека тие сепак можат да се случат. И ВМРО ДПМН кога ќе биде влада, ако нема промена на околностите, ако не видиме некаков прогрес, кој што барем малку ќе биде асиметричен, бидејќи сега е целосно симетричен, односно целосно е во насока на бугарските барања, ќе нема уставни измени. Така што тој негов оптимизам е за мене политиканство, бидејќи на тој начин мисли дека ќе ги држи мобилизирани колку толку оние малкумина што преостанаа во штабовите на СДСМ. Председателот на ВМРО ДПМН повторно нагласува дека излез се избори, а диалог за нив, нагласува, може да се води секаде, па и во собранието. Доколку ценат дека на тој начин ќе излеземе од потенцијалната политичка и уставна криза, нема проблем, прифаќаме се. И во собрание нека биде, работни групи нека седнат, нека разговарат, ако се плаши Ковачевски, бидејќи барем според ова што до сега го гледаме, докажан кукавица, бега од избори, бега од лидерски средби, бега од дуели, цело време бега нешто, бега од новинарски прашања, континуирано бега од нешто. Ако тој се плаши, нека именува луѓе кои што се подготвени да седнат со луѓето од ВМРО ДПМН и да разговараат, бидејќи, ќе повторам, за неколку месеци од денеска имаме два клучни процеси за еднината на Македонија, а тоа се претседателски избори и парламентарни избори. Во врска со најавите на битики дека ќе имаме едноцифрена инфлација и раст на производството кое многу ќе изненади, Мицковски коментираше. Освен тој и малкумина околу него таму, не може никој жив во држава да види раст дека имаме ние во економијата, а што се однесува до инфлацијата, дадов одговор. Ние имаме двојно поголема од таа која што е во еврозоната, имаме инфлација која што според Светска банка, односно Меѓународниот монетарен фонд е 2 пати поголема од таа која што ја предвидува владата, така што не само што се лоши прогнозери, туку се представија и како големи незнајковци.